Поголема група пензионери кои работниот век го поминале во некогашен Руен, дојдоа на свеченоста по повод рестартирањето на фабриката. Емотивно и радосно рекоа дека дошле на поранешните работни места за да го искажат задоволството што фабриката во која вградиле дел од себе ќе продолжи да живее и ќе биде можност за екзистенција на нови стручни кадри. После 14 години туку улеаме, имам големи позитивни работи за Ставчар и тоа што многу сакавме наш човек да застане за фирмата тука, да оде напред. Не можеме да задоволство да налееме, бидејќи после 10 години во пензија, од да се сети некој прв пат да го нашето искуство пренесеме, да видиме што е направено, што е изгубено. И секој пат сме расположени да помогнеме без разлика што во пензија. Ипак по 40 години оставивме тука, значи дека тоа е повеќе од нашиот живот. Ово задоволство го чекам со душа, да дојдам да видам како напредува Коча ни. А ние, младите, нека останат да продолжат, а ние старите да почиваме со убаво, со добро и да не поштуват. Сите поштување да си имаме еден на друг. На приемот по повод свеченоста во Руен Инокс Автомобиле, пензионираните работници од фабриката рекоа дека се изненадени што некој се сетил и на нив, нудејќи го своето искуство и знаење за натамошен развој на компанијата. Подобро не може да биде. Многу му благодариме на менаџерскиот тим на нова формираната фирма, да и честитаме се најдобро. Инаку јас сум исто пензионер, од сами 18 години сам во него и многу сум задоволен што овој пат новиот менаџерски тим не покани на оваа дивна прослава. Посебно сум задоволен дека ќе се отворат нови работни места за младите и сметам дека ќе биде добро Руен. За младите да има работа, а не е битно кој ќе го земи шо како. Затоа ние сме презадоволни од него и мислиме дека ќе биде се најдобро. Во времињата кога Руен беше гигант во машинската индустрија во Кочани и државата, вработуваше над 1000 работници, од кои по приватизацијата бројот беше преполовен, а пред да отиде во стечај по втор пат, останаа нешто повеќе од 300. Сегашните пензионери од Руен посакаа новата фабрика да го врати поранешниот број работници, со напредок во новите технологии во машинската и техничката индустрија.